Филмот "Последниот македонец, патот до истребување" ја прикажува македонската историја низ вековите, низ неколкуте светски војни, со изјави од еминентни историчари од Македонија и од соседните држави, секој со своја вистина, со свој начин на интерпретирање на историјата. И верувајте ми, тоа беше еден од најинтересните процеси, еден од најинтересните предизвици за самиот филм, кога гледате дуел меѓу сите историчари, како си дебатира за една тема, само секој си го кажува својот пристап и поглед на национална историја. На Балканот имате многу повеќе историја отколку што може да ја издржи. Сите имаат своја приказна. Ако не е така, ние денеска не би имале проблем со името. Значи, оние историски матриси кои што постојат се видливи во филмот. Да речеме, секој си има своја приказна за она што било. Меѓутоа, како што можете да видите од филмот, амблок соседите не ја признаваат Македонија и македонскиот народ. Значи, они као да имаат еден договор во однос на оноа кој е и што е Македонија. Според професор доктор Чепреганов, она што се случувало пред многу години очигледно ни се случува и денес, односно минатото се уште е дел од сегашноста на Македонија, а според режисерот Пиперковски, медиумот, односно филмот, е начинот на кој денес може да се проговори за проблемите што се уште тлеат. Филмот нас во суштина не враќа на времето кога нашите, да речем, предци се бореле за формирање на македонска држава, македонска нација, и прашањето е дали денеска во сосема друга форма оно што ни се случува на политички план не се рефлектира од оно што било порано и дали оние поделби кои што постоеле тогаш, кои што во филмот се представени многу добро, мене се случуваат и денеска само во една сосема друга форма. Например, ако каузата на македонските деци пред 100 години била да се слушни македонското прашање, кое ден денес не е решено, бидејќи денеска животот многу поценет за разлика од пред 100 години, единствен начин преку кој можеме да издействуваме да се слушне тоа македонско прашање е медиумот. И мислам дека филмот е како најдобра основна точка преку која можеме да почнеме и да дебатираме, едноставно да завршиме сето тоа што било пред 100 години. Филмот "Последниот македонец, патот до истребување" го доловува времето кога се формирало македонското национално движење, но и историските факти за тоа како екзистенционалните проблеми и од најголемите војводи создавале предавници. Токму затоа, филмот треба да биде виден од секој македонец, истакнува професор доктор Чепреганов и додава дека чувството за државност и нација се уште не ни е доволно изразено. Филмот може да биде поука како во иднина не треба да се однесуваме кон сопствената држава, за да се задржи она за кое нашите предци се бореле, формирањето на државата и опстојувањето на македонската нација.